Наградата представува едно оддадување на почитта према загинатите борци од денот Д, односно воедно ја представува и 75 годишнината од тој ден. Наградата ги представува сите млади кои што во текот на изминатата година, затоа што ова е сепак прва едиција на наградата, кои што во минатата година направиле нешто многу значајно во областа на волонтерството, активизмот, меѓутоа и спроведувањето на човековите права. Јас сум Стефан Митик, матурант во гимназијата Орце Никола. Јас сум млад активист кој што е активен во повеќе полиња. Најомилени полиња за активизам ми се младите општо, човековите права, меѓутоа и еднаквоста помеѓу луѓето. Тоа за мене представува едно огромно чест и задоволство, затоа што покрај тоа што јас ги промовирам моите вредности кон другите лица кои што и се истомисленици со мене, јас ја промовирам и мојата држава како дел од меѓународното жири на наградата. Наградава може некако да им даде елан на младите, да се поттикнат да се активираат во заедницата, односно да направат некоја промена која што нив им е значајна, која што многу е веројатно да направи еден бум и да има огромно влијание врз другите лица. Формалното образование е само 50% од една изградена личност во едно модерно општество како што е сега, како што е 21 век денеска. Верувам дека неформалното образование ни дава едни карактеристики и квалитети кои што се бараат на пазарот на трудот и на едно глобализирано општество. Верувам дека институциите ќе продолжат да ги слушаат младите, ќе го слушнат нашиот глас и ќе постапуваат како што ние им кажуваме, односно кон подобрување на она што е конкретно сега лошо,